поздрав од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Американската влада нареди дополнителни безбедносни проверки за патници кои патуваат за Соединетите Американски држави од 14 држави, кои се со висок ризик на тероризам. Најновата мерка уследува по неуспешниот обид за бомбашки напад во патнички американски авион за време на католички Божиќ. Американската управа за безбедност во сообраќајот најави дека патниците кои доаѓаат во САД директно или на пропатување од земји спонзори на тероризам или други земји од интерес ќе бидат предмет на зајакната проверка. Стејт департментот на листата спонзори на тероризам ги наведува Иран, Куба, Сирија и Судан, а предмет на дополнителна проверка ќе бидат и патниците од Авганистан, Алжир, Ирак, Јемен, Ливан, Либија, Нигерија, Пакистан и Саудиска Арабија. До ова дојде откако 23 годишниот нигериец Умар Фарум Абдул Муталаб на 25 декември се обиде да активира експлозив на летот на Northwest Airlines за Детройт. Председателот Обама во вторник се среќава со првите владини лица за безбедност. Меѓународниот аеродром Њујорк во сојузната држава Њу Џерси повторно работи без застој по безбедносниот инцидент во саботата, што причини стотици патници повторно да минат низ безбедносна проверка. Властите велат дека се уште го барат лицето кое преку премин назначен како излез, влегло во зона каде патниците кои веќе минале безбедносна проверка чекале на своите летови. Поради инцидентот летовите беа прекинати во рок од 6 часа. 3 западни амбасади во Јемен и во понеделник останаа затворени поради опасност од терористички напади. Американската и британската амбасада не работат веќе втор ден, а по нивен пример појде и француската. Американската амбасада вели дека заканите се од групата Ал-Каида на арапскиот полуостров, што е поврзана со нигеријецот кој се обиде да активира експлозив во авион на пат за САД на 25 декември. Имајте напред вас секој ден во годината. Пријавете се за бесплатен календар на Гласот на Америка, со што автоматски ќе започнете да добивате бесплатен електронски дневен билтен на вести. За сите информации појдете на glasnaamerica.com. Председателот Барак Обама се заложи да ја надмине гладта меѓу децата во Соединетите Американски држави до 2015-та. Организации кои се занимаваат со истата кауза објавија како да се справат со проблемот и кои се причините. Според него, 1 на секои 4 деца во Соединетите Американски држави нема здрава храна. Ова не е обично готвачко училиште. Тука, како да подготвуваат здрава храна, учат најмладите готвачи во Вашингтон. Во детското кафуле во овој јавен центар во американскиот главен град, бесплатната 6-неделна обука е за деца од семејства со ниски примања, кои се во опасност да останат гладни. Многумина од нив мораат да подготвуваат оброци за браќата и сестрите. А кафулето добива храна од хуманитарната банка за храна на главниот град. Често се крати на храната, бидејќи треба да се плати киријата, здравствените трошоци. Според извештајот на националните организации против гладта, речиси 1 на секои 4 деца во САД нема здрава храна. Нутриционистите наведуваат дека децата без правилна исхрана заостануваат на училиште и во општествениот развој воопшто. Рецесијата само надодаде на проблемот. Од 2007 до 2008 бројот на деца на коим се заканува глад нараснал за 34%. Извештајот предвидува процентот да расте. Националните организации против гладта бараат акција од владата да ги зајакне програмите што пружаат бесплатни оброци на училиште за време на викендите, па дури и за летниот распуст. Нема да елиминираме гладта до 2015-та, доколку председателот на САД не ја мобилизира целата нација. Во детското кафуле, волонтерите се грижат овие деца да заминат дома со полн стомак. Тоа може да им биде единствената храна до наредното утро. Во продолжение на News Flash, полицијата во руралните делови во Соединетите Американски држави пронајде одговор за скапите хеликоптери. Во едно мало градче, како ова во сојузната држава Флорида, експериментираат со така наречените летачки полицајци. Видете за што станува збор. Борбата против криминалот во руралниот Палм Беј ќе се води од воздух.
Ова летало, што има падобран наместо крила, нуди ефтина алтернатива на патролирањето. Хеликоптерот е идеален за тоа, но повеќето станици немаат пари за него. Треба да имате и хангар за чување, да плаќате за одржување и за гориво. Падобранот на погон чини само $35 по 1 час летање, споредено со стотици долари за хеликоптер. Тежок е 180 килограми. Лесно е да научите да летате со него, лесно се маневрира. Полициската станица во Палм Беј е една од засега 7 што примија владина помош од $30,000 за експерименталната употреба. Владиниот оддел за правда смета дека тоа е иднината на полициските сили во рурални области што патролираат во големи подрачја, а немаат многу пари. Повидливи сме во воздухот, тоа ги одвраќа криминалците. Падобранот може да лета мощно ниско, споро и до 40 км на час, а на полицајците им дава добра прегледност. Полицајецот Едвард Бермудес гледа негова улога во ловот на шверцери со дрога и потрага по исчезнати лица. Планираме да го употребиме и за фотографирање и наблюдување на сцени на криминал. Па сепак, леталото има ограничувања. Например, може да се употребува само при добри временски услови. Тоа сепак не ја одвраќа станицата во Палм Беј да започне редовно да го користи за неколку месеци. Утре во Newsflash, лек против холестерол како превенција и за здрави луѓе. Во американските киносали продолжува да доминира филмот Аватар. Трет викенд поред, научно-фантастичната сага на режисерот Джеймс Камерун досега заработи вкупно $1 милиарда, со што влезе во елитниот клуб 5 филмови на кои тоа досега им успеало. На второ место викендов беше Шерлок Холмс со $38 милиони. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Ако сакате да добиете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2010, пишете ни на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.